Нови трендови на самоорганизирано управување на јавни добра земаат замав во Европа и во САД. Управување со ресурси од јавен интерес од заедница на корисници, кои ги развиваат институциите на управување без присуство на државата или пазарот. Во 2007 година, со окупација на напуштената училишна зграда во центарот на Мадрид, граѓаните го создадоа автономниот простор Патио Маравилс, чија програма и содржина ја создава заедницата корисници. Ваквиот тип на дејствување наликува на обликот на самоуправување преку задруги од времето на Југославија, но се разликува по тоа што не го наметнува државата. Такви трендови се забележуваат и во регионот. Центарот на заедниците Ројце е најголемата зграда во Пула, Хрватска. Објектот е во собственост на градот, а е управуван од сојуз од невладини организации во партнерство со локалната власт. Ова зграда би пропала да смо ја оставили само граду Пули. Jer grad Pula nije lociran ovdje, niko od njih nema nekakav poseban interes da bi se bavio ovom ogromnom zgradom, ali korisnici koji su u zgradi itekako imaju interesa da se standard života i rada u ovoj zgradi poveća. Одлуките за програмата на ова здание ги носи координативно тело составено од 6 члена, тројца представници од Сојузот и тројца од градот. Годишно градот Пула издвојува 200.000 евра за Ројц. Со тие пари се плаќаат 24 часовно обезбедување, одражување на хигиена и противпожарна заштита. Организациите плаќаат струја и минимален закуп на просторот од 17 денари за метар квадратен. To se zove onaj građanski aktivizam u kojem ti shvaćaš situaciju u kojoj se nalaziš, da imaš na raspolaganju javno dobro, da si ne možeš dopustiti da budeš samo korisnik koga nije briga. Овој модел на управување во Хрватска успева од поодамна и во помали неформални средини. Гајна е пасиште, заштитено како природен пејсаж и е единствен случај на заштитена област под управа и надзор на здружение. Оддалечена е 20 на километри од Славонски Брод. Со пасиштето управува локална задруга Еко Гајна, која има своја програма за управување и кодекс на однесување на членовите. Низ времето, пасишната заедница Еко Гајна водела битки со сите форми на власти во кои постоела и се одржувала. Тие битки биле поради обидите на мешање на државата во уредувањето и управувањето на пасиштето, кои се покажале како неефикасни и неодржливи. Krvlju, znojem i suzama smo prepoznati od strane vlasti. Mislim, to nije proces koji je išao lako. Ni država, ni lokalna samouprava ne voli taj osjećaj da nema to pod svojom kontrolom. Ne voli taj osjećaj da ste se vi sami sad nešto organizirali i sami ste nešto smislili. Овие и низа друга примери на комонс владење и борби во Хрватска, Македонија, Босна и Херцеговина ги идентификуваа истражувачи во студијата Комонс во Југоисточна Европа, која на македонски јазик излезе со подршка на фундацијата Хайнрих Бол. Од Македонија се представени два случаи на борби за зачувување на заеднички ресурси. Едната е борба против Скопје 2014 проектот, односно борба за зачувување и одговорно управување и планирање на јавниот простор. А вториот случај обработен е SOS Охрид или борбата на охридските активисти за зачувување на студенчишко блато од голем урбанистички подвиг за изградба на луксузен туристички комплекс на самото блато. Авторите на студијата анализираат како може со вакви принципи на одржливо користење преку колективна контрола да се избегнат злоупотреби на заедничките ресурси од државата и приватниот капитал. U nadzorne odbore primjerice javnih poduzeća koji će onemogućiti da samo političke stranke su te koje upravljaju tim javnim poduzećima i znamo kako onda ta javna poduzeća kako im upravljaju. A to je da je koriste kao bankomate. U sebi sadrže taj neki možda revolucionarni ishod kao mogućnost da dublje zahvate u neke društvene odnose i da ih transformiraju na način da su oni demokratski, pravedni, pristupačni.
Зошто се поголем број социјални движења се борат за овој модел на управување? Дали овие зелени, социјални и други прогресивни движења имаат моќ да наметнат нови модели на политичко однесување?